Иако обдарена со природни богатства и ресурси, општина Кочани во повеќе стопански гранки и сектори доживува континуирана стагнација, некарактеристична за многу средини во опкружувањето. Изградбата на браната Речани со децении се пролонгира, додека се градат акумулации на реки кои немаат вода. Термалниот систем старее со несоодветна искористеност. Пример за себе се и баналните проблеми со отварањето на детската градинка која чека рекордни 6 години за да се отвори. Уште понеповолна е ситуацијата со реализацијата на проектот Дом за стари лица, кој иако се крои и прекројува, никако да започне со изградба. За спа центар со бањологија излишно е да се коментира. Пропадна и проектот за спуштени степеници до коритото на Кочанска река, како и на пешачки мост од паркот кон паркингот кај Трговскиот. За Кочани не дозволувале државното водостопанство, а за Штип и Македонска каменица можни се секакви зафати. Блокиран е проектот Осогово велосипедски рај, започнат пред 2-3 години. Ништо и од браната на Рамиска чешма, која дури беше најавувана како ледена површина за адреналински спортови. Дури Оризот, некогаш стратешка култура во 20 милионска Југославија, сега е меѓу најнеплатените земјоделски или индустријски култури. Сето тоа како редица други потенцијални можности во ситуација кога и граѓаните на Кочани по сите законски основи го полнат државниот буџет, ама од него повратно сосема малку. Можеби затоа што најголем дел од тие средства веројатно се губат во општини како Арчиново или за покривање на милионски камати за обврзници, па не стигнуваат на еден или друг начин до овдешните граѓани.